Над 60% од урбаната опрема што е поставена во градот се оштетува или целосно се уништува од поединци на годишно ниво, соопштија денеска надлежните од јавното претпријатие Чистота и зеленило. Несовесните граѓани мора да бидат откриени и санкционирани, потенцира директорот Ненад Стојановски со апел до надлежните органи, полицијата и инспекцијските служби повеќе да внимаваат на јавните добра. Последниот случај на уништување на урбана опрема беше опожарување на полуподземен контейнер во централното градско подрачје, а вчера во Соколанскиот парк се уништени садници. Последен најсвеж момент на уништување на урбана опрема е палење на полуподземен контейнер пред 2 дена спроти градската библиотека Тане Георгиевски, и ова е трет пат како се случува на истото место. Истиот контейнер заменува околу 5 или 6 подвижни обични контейнери и има за цел и намера да сметот го има во што помала мера околу контейнерите, затоа што навиката е да се фрлај околу контейнери. Самиот контейнер чини околу 6 до 7.000 евра, а самата облога која на тој начин се уништува чини над 1000 евра. МВР излезе на терен и ТПП е пожарна. Огромна благодарност за нивната експедитивна акција која секогаш одговараат во најбрз може рок, меѓутоа и апел до МВР да се најдат сторителите и едноставно да бидат санкционирани, затоа што системот на санкции и казни кај нас не функционира. Тоа се повторува, има многу апели, многу разговори, меѓутоа резултатот се уште не го гледаме. Ако се земе во просек годишно над 60% има уништена урбана опрема. Ако го земеме случајот со кантите кои ги ставаме пред 3 месеци на градски, ке 3 пати завршува во река. Значи ова е појава која ја прават поединци, не го прави гото на народот и населението. За жал сите ние трпиме ради сето тоа. Сторителите мора да се најдат и да бидат санкционирани, и ова појава мора да запре. Исто така во последно време има многу голем број на уништени садници, најсвеж пример е вчера. Во Соколански парк се уништени 8 грбушки и 3 платани. Ние, како јавно предпријатие, имаме рекорден број на насадени садници во последните 14 месеци. Станува збор за 6500 садници, најголем дел произведени во нашиот расадник, меѓутоа голем дел од нив добиени преку проект. Самиот напор да се дојде до тие садници е многу голем, многу работа да тие истите се насадат, а на крај на сето тоа да дојде некој со секира и да го уништува, тоа е вандализм и таквите сторители мора да бидат санкционирани. Уште еднаш апелирам и до инспекцијските служби и до Министерството за внатрешни работи. Се надевам дека овој систем со софистицирани камери кои се поставува, дека ќе одработи своја работа, да се грижат малку повеќе и да внимаваат на јавните добри. Според увидот на лице место кој го изврши МВР и според оно што може да се забележи, станува збор за палење само од себе. Веќе ова трети ден 90% од депонијата е угасена. Таа сега чури по инспекцијска препорака од 7 дена, ние веќе на трети ден се надеваме дека денеска искрос ќе биде угасната со нанесување на земја. Целокупниот овој проблем, тоа е глобален проблем, треба да се реши со регионалната депонија, кој е регионално предпријатие во Свети Николе за целокупниот овој регион, доцни со целокупната работа, иако државата има добиено странски пари за таа работа. Јас се надевам на најбрзо можна разречече и формирање на тоа предпријатие, односно регионална депонија. Депонијата Краста во текот на денот ќе биде целосно изгасена со наносе од земја од вработените во комуналното предпријатие, посочува Стојановски, потенцирајќи дека проблемот целосно ќе биде решен со формирањето на регионалната депонија, а Краста ќе биде само транспортен центар со што би се намалило количеството на смет, но и можноста од потпалување на депонијата. Ние пред 7-8 месеци имавме известен протест од населението. Општината определи 2 милиони денари и не зададе известни активности кои ние треба да ги исполниме. Најголем дел од активностите се исполнети. Ние, например, го чистиме целокупниот појас од сметот кој што се нанесува не само од нашите камиони, како што тврдеат тие, туку и од населението кое не е овластено, фрла инспекцијски служби, воопшто не ги санкционират. Во појас од 8 км истото изчистено и најавувам чистење повторно, тоа не е само чистење адхок во една состојба заради известен договор, него тоа треба постојано да иде, иако тоа не е во програма на општина Куманово, која ние ја добиваме програмата нели од општина Куманово. Насадиме садници во појасот таму како еден тип на заштита од самиот смет кој таму нели е штетен по здравјето на граѓаните и тој метан кој што постои.
Во делот на ограда, општина спроведе јавна постапка и ограда од 600 метри е поставена. Според последната информација што добива од сектор за комунални дејности, кој е задолжен во име на општината овие активности да ги извршува, ќе се допостават уште 300 метри до таа ограда. Видеонадзорот има добиено фирма на тендер. Во тек е постапка на поставување на софистициран видеонадзор. Системот за наводнување кој што во моментов функционира покрива само дел од депонијата, но како што кажа Стојановски, се прават напори за проширување на системот низ целата депонија, иако водата служи само за изолирање на пожарот надвор од краста. Надлежните најавија и тампонирање на пат, постапка која треба да ја спроведе општина Куманово.